Примена на Nano 7 техниката. Ниче Димовски Македон. Издавач Ниче Димовски Македон. Проширено издание Скопје 2015. Четврт ден. Здравје, исхрана и дишење. Болеста не доаѓа од ненадеж, како од ведро небо, туку е последица на долга низа малечки грешки против здравјето, што се надоврзуваат една на друга и растат како грудка снег, додека еден ден не му падне врз главата на грешникот. Хипократ. Здравјето е најголемото богатство. Што представува здравјето? Дали е само отсуство на болест? Одговорот е не. Здравјето е нашата севкупна состојба, физичка, психичка, емоционална, ментална, спиритуална, со еден збор умешноста на нашето живење. Во нашето тело, како совршена креација, се случуваат енергетски процеси, физичко-хемиски, електрични. Сите тие процеси бараат различни иницијации. Поради тоа многу е важно да се образуваме и да стекнеме знаење што ќе влијае на нашето здравје. Всушност, дисциплинирано да се придржуваме до позитивните чинители, односно пријателите на нашето здравје. Прво, запознајте ги непријателите на вашето здравје. Мислата има креативна моќ. Ако една креативна мисла е придружена со силна емоција, позитивна или негативна, станува вистина. Мислата ја има најголемата моќ врз здравјето на телото. Голем број од непријателите кои го напаѓаат нашето здравје доаѓаат преку мислата. Веќе ја знаеме големата моќ на мислата, како врз здравјето, така и врз другите сфери на животот. Таквите непријатели се самоосудата, осудувањето на другите, зависта, љубомората, агресивноста, нетрпеливоста, загриженоста, бесот, омразата, гневот, гордоста, алчноста, препотентноста, зајадливоста. Сите тие всушност се производ на стравот и големото его во човекот. Тоа се отрови кои иницираат зачеток на заболување, создавајќи биохемиски реакции кои пак предизвикуваат киселост и предизвикуваат отрови, сулфоцијанати во крвта, а клетките не можат навремено да се ослободат од тие токсини. Стравот е многу опасен непријател за организмот, затоа што ги парализира виталните органи. Загриженоста исто така е опасна, бидејќи го напаѓа целиот имунолошки систем. Стресот е најопасниот непријател кој може со молскавична брзина да не убие. Љубомората и гневот може да станат смртен непријател на нашето здравје. Љубомората го уништува видот, а гневот го уништува апетитот и варењето на храната. Депресијата, ако трае подолго време, ги ослабнува сите функции на органите и во најсилниот организам. Второ, дознајте зошто се разболувате. Факт е дека секогаш кога телото е изложено на негативни емоции, вибрации, во него се создаваат отрови од кои треба да се ослободите. Тогаш чувствувате желба да заплачете, ве облева ладна пот, ви се менува миризбата на телото, бојата и миризбата на урината, во устата чувствувате горчлив вкус. Овие отрови ја имаат истата, па дури и поголемата убиствена моќ и од отровите на шкорпиите, змиите со кои тие го онеспособуваат, тоест го убиваат својот плен или непријател. Околу 80% од болестите кај луѓето се создадени на психичка основа, па затоа се нарекуваат психосоматски болести. Пред почетокот на секоја болест постои една фаза која што Клаудије Гален, 129-199, познат римски лекар, уште пред 2000 години ја нарекол трета состојба. Тоа е состојба со зголемена нервоза и раздразливост, замор и напнатост, хронично нарушување на сонот, потиштеност и отсуство на животна сила. Таквата состојба може да трае некое време, а може и со години. Болеста е знак, информација на нашето тело, дека страда. Таа е последица од трупање ѓубре во телото и умот. На почетокот на болеста се јавува недоволен проток на енергија во клетките, молекулите, ткивата и органите во целото тело. Но пред телото да се разболи, прво се разболува умот од деструктивните мисли кои доаѓаат како несакани гости. Трето,
Ослободете се од болестите. Вашите болести се производ на ваше самоиницирање, самосоздавање. Денес и конвенционалната медицина потврдува дека луѓето самите се разболуваат несвесно, повикувајќи ги болестите. Имате моќ да создавате болести во вашето тело, но и моќ со која на ист таков начин можете да ги отстранувате. Секој го може тоа. Со внатрешна дисциплина можете постепено да ги искорените деструктивните мисли од умот, а со тоа да ги отстраните причините за создавањето на болеста. Само на тој начин ќе го излечите умот, а со тоа и телото. Едноставно, потребно е да се заменат негативните мисли со позитивни и отстранувањето на болеста, тоест излекувањето, ќе дојде природно. Кога ќе ги isfрлите сите нечистотии, физички и духовни, болеста ќе нема со што да се храни и ќе си замине. Најмоќната природна фармацевтска фабрика во Вселената, која има моќ да го создаде секој лек, се наоѓа на вашите рамења, вашиот ум. Никакви пари не може да ви го купат здравјето, ниту пак животот, кога ќе видите дека ве напушта. Многу луѓе го запоставуваат телото и во последните мигови од животот сваќаат што е најскапо во универзумот – здравјето. Затоа, потрудете се да ги контролирате вашите мисли, за да се ослободите од болестите. 4. Стремете се кон добро здравје и дружете се со тишината. За вашето тело и вашиот дух, најважно е да немате негативни мисли и постојано да имате чувство на добро здравје. Секогаш однесувајте се како да сте полни со здравје, за да привлечете околности за здравје, добра мисла, чувство на љубов и душевен мир. Не овкајте за да привлечете нечија љубов, внимание и сожалување. Само животот исчистен од човечките зла може да биде здрав и долг. Луѓето со убави мисли ретко боледуваат и налекуваат на многу помлади, во споредба со нивните врсници. Секогаш имајте ведар и мирен дух, многу трпение, добро расположение, чувствувајте се влюбено, радосно, имајте верба во себе. Важно е телото да се сака такво какво што е и да се мисли најдобро за здравствената, физичката и психичката состојба. Секој умен човек е задоволен со тоа што го има. Една стара кинеска поговорка вели: уживај во тоа што го имаш, немој да копнееш по тоа што го немаш. Покрај воспоставувањето ред во вашиот ум, односно заменувањето на негативните со позитивни мисли, за да имате добро здравје, треба да имате и комплексен пристап. Тоа значи да се придржувате на разумна исхрана, да одржувате физичка активност, правилно дишење, чистење на организмот и доволно внесување вода, со што ќе се активира животната енергија. Стремежот е да се биде здрав, среќен, весел и успешен, а не да се биде болен. Осаменоста во планина или манастир и дружењето со тишината честопати се најдобриот лек за многу болести. Тоа е добро и за почеток во процесот на себеспознавањето. Научете да бидете сами со себе во тишината. Не правете ништо, само опуштете се и следете го своето дишење. Ослободете го умот од секакви мисли. Едноставно, почувствувајте ја тишината околу вас и во вас. Потрудете се ова да ви стане секојдневна навика, зашто се доволни само 20 минути. 5. Одберете си боја, одберете си животна енергија. За лековитата моќ на боите се знае од давнина. Кинеската медицина ги користи веќе 5000 години за дијагностицирање на болестите. Исто така, и научните истражувања потврдуваат дека боите делуваат врз човековиот организам. Всушност, секоја боја има своја енергија и свое влијание врз човековото здравје, во зависност од должината на своите бранови. Така, белата боја смирува и балансира. Виолетовата ја зголемува способноста за размислување и духовно издигнување. Сината и модросината дејствуваат смирувачки за добар сон и смирување на ревматските болки. Интензивно модрата боја помага во лечењето на депресијата. Жолтата и портокаловата предизвикуваат еуфорија, го стимулираат варењето и апсорбцијата на храната,
добро влијаат на мускулите и кожата. Портокалово-црвената и интензивната црвена се бои кои надразнуваат. Ги надразнуваат лимфните жлезди, делуваат како афродизијак, но може да поттикнат и агресивност. Смируваат болки од изгореници и го забрзуваат нивното зараснување и помагаат при лечењето на сипаници. Кон крајот на 60-тите години, доктор Макс Лишер воведува колор тест заснован на физичкото и психичкото значење при изборот на боите. Тој тест е користен од страна на голем број доктори и психотерапевти низ целиот свет, бидејќи со негова помош може да се откријат најважните карактерни црти на една личност. Техниката е едноставна. На пациентот му се покажуваат различни бои и тој треба да ги подреди по свој избор. Првата боја која ќе ја одбере ги дава најважните информации за таа личност. Која е вашата омилена боја? Ако е темно-сина, вие сте чувствителни, нежни, лојални и го сакате својот мир. Ако е зелено-сина, вие сте напнати, посесивни, тврдоглави и знаете да се прецените себе си. Ако е интензивно жолта, вие сте активни, весели по природа, можеби малку превртливи во љубовта, ви недостига оригиналност и ве интересира се што ве обкружува. Ако е портокалово-црвена, вие сте ефикасни, борбени, сакате да командувате и сте доста привлечни. Во ниту еден случај не ја одбирајте црната боја, бидејќи таа е најголемиот крадец на енергија, ја впива целата светлосна енергија и не ја емитува. Сличен ефект имаат сивата и кафеавата боја. Затоа, одберете и живејте во светот на убавите и весели бои, а тие ќе ви помогнат да имате добро здравје. 6. Создавајте добри вибрации и смејте се. Бидејќи во просторот се е вибрација, никогаш не изговарајте ја реченицата «Јас сум болен». Ако сакате да бидете на фреквенција на внатрешен мир, најдобро е да ја најдете најсоодветната вибрација. Во тоа ќе ви помогне ако наутро го користите гласот А. А развлечено долго, а навечер ОМ развлечено долго. ОМ. Само после неколку минути ќе ја почувствувате промената. Ќе имате вибрација на здравје. За да ги создавате добрите вибрации, треба да ја одржувате хармонијата на духот преку љубовта, молитвата, слободата и хуморот. Кога имате добри вибрации, тогаш болестите нема да се навраќаат кај вас. Ако пак навратат, тие набргу ќе избегаат затоа што немаат со што да се хранат. Високите вибрации не им дозволуваат да обстанат во вашето тело и дух. Затоа, научете да создавате добри вибрации. Знаете ли дека еден од начините на создавање на добри вибрации е смеењето? Нема сомнеж дека смеењето добро влијае на здравјето. Исто како што влијаат лошите, односно ниските вибрации врз нарушување на нормалното функционирање на човековите органи. Например, лошото расположение, фрустрациите, стресот и гневот се причинители за лошата работа на надбубрежните жлезди. А што добивате со смеењето, знаете ли? Пред се ги опушта нервите и мускулите. Ја подобрува работата на срцето. Го поттикнува лачењето на ендорфинот, хормонот за среќа. Исто така и на катехоламинот, хормонот задолжен за имунитет и борба против болестите. Го забрзува вдишувањето, респирацијата, зголемувајќи го капацитетот на белите дробови, со што се чисти организмот. Се забрзува крвотокот и се подмладувате. Запомнете, ако сакате добро здравје, смејте се почесто. Кога велам смејте се, не мислам на насмевнете се, туку на смеење, вистинско смеење. Дружете се со весели луѓе, оние кои се пријатели со хуморот, за себе и за другите. Гледајте комедии и читајте книги со смешни содржини. Кажувајте смешни работи, без оглед дали ве бива или не. Едноставно правете го тоа и ќе сватите дека можете и вие. И не заборавајте ја утринската насмевка пред огледало.
Практикувајте го ова и после неколку недели ќе го видите ефектот, а може и побрзо. Покрај тоа, има нешто што е многу важно. Надбубрежните жлезди ќе функционираат нормално. 7. Излечете се со помош на автосугестија. Секоја болест се уништува со верба во излекување. Убави мисли, мир во душата и љубов во срцето. Ова се најдобрите лекови за секое тело и се резултат од работата на вашата внатрешна лабораторија. Клучот е во вашите раце. Кога сте болни, применете ја техниката со која подсвеста, преку автосугестијата, ќе го започне вашето брзо излекување. Најдете ваша афирмација или искористете ја следнава. Секој ден ми е се подобро. Јас сум здрав и силата ми се врати. Јас не се плашам од тебе. Јас сум здрав. Испратете ги овие мисли природно, без напрегање, со љубов во срцето и благодарност. Автосугестијата искажувајте ја со кратка и јасна реченица, во прво лице еднина и тоа како веќе да го имате. Кога сте болни, помислете на здравје. Во мир и со љубов разговарајте и поставете го прашањето: како да бидам здрав, како да оздравам? Тогаш речете си: заштитен сум од бесконечната енергија и таа ми носи здравје и радост во животот. Ако се соочувате со болест, а верувате во оздравување, вашата верба ќе го поттикне вашиот одбранбен систем и ќе ви се подигне енергијата. Тоа ќе доведе до зголемување на циркулацијата во телото, ќе се промени вашата вибрација, а со тоа крвта слободно ќе проциркулира и ништо нема да ги попречува функциите на нервниот систем. Не заборавајте, мислата и емоцијата создаваат огромна енергија во телото која ќе ве поткрене. Дента кога ќе поверувате искрено дека сте здрави, ќе се уверите во вистинитоста. Ќе бидете изненадени од вашата огромна моќ да ги повекувате убавините. Секогаш, кога ќе ја отстраните причината, ќе исчезнат и последиците. Исхрана, разумно со неа. Видете што имате во кујната. Исчистете се од отровите. Набавете здрава храна. Комбинирајте правилно. Гответе и не мачете ја храната. Јадете како што треба. Пијте вода. Не вртете и го грбот на природата. Секое растение, секој зеленчук, овошје, секој орев или семе во сурова природна состојба се состои од атом и молекули. Во тие атоми и молекули се наоѓаат виталните елементи, ензимите. Доктор Хорман В. Вокер. Исхрана. Разумно со неа. Законот на вистината ве научи на енергијата на среќата, енергијата на простувањето, енергијата на љубовта, а сега е време да дознаете за енергијата на храната. Што е важно за животот на човекот? Што е тоа што е неопходно? Одговорот веќе го знаете. Енергијата. Научивте за енергијата што го одржува духовното здравје, но треба да научите и за енергијата неопходна за физичкото, телесното здравје. А што е неопходно за телото? Храната, нели? Храната е таа која му дава енергија на телото или пак му ја краде. Во денешно време сите знаеме што значи здрава исхрана, но колку тоа го практикуваме? Дали се храниме здраво или пак сме под влијание на маркетингшките трикови? Вкусна брза храна. Тоа сами одлучуваме. Поточно, веруваме во она што го гледаме во медиумите и сонуваме за нешто што е таму. Реклами за преработени месни производи полни со конзерванси, газирани пијалоци. Несвесни дека природното, необработеното е многу подобро од тоа. Колку ни е телото вистински верно, а ние кон него се однесуваме варварски. Во ова време кога можеме да го храниме физички и психички со најубавата храна, ние го третираме како да ни е непријател, сервирајќи му брза, мрсна, мртва храна, алкохол, кафе, цигари. Ајде заедно да одиме во кујната. Прво, видете што имате во кујната. Дозволете ми да ве однесам во вашата кујна. Земете еден лист хартија и молив и влезете во кујната. Седнете на столчето покрај масата на која обично ги конзумирате своите оброци.
Сега убаво и внимателно разгледајте ја кујната и уживајте во нејзината топлина. Следно што треба да направите е да станете и да почнете да ги отварате сите вратичиња кои се наоѓаат во неа. Најпрвен, отворете го ладилникот и внимателно погледнете и запишете на листот што има во него. Потоа, отворете секаде каде што чувате храна и запишувајте на листот. Откако направивте попис на прехранбените продукти, седнете на столчето и вдишете длабоко. Полека, со големо внимание, почнете да читате се што сте запишале. Верувам дека знаете кои продукти спаѓаат во здрава храна, а кои не. Споредете кој вид преовладува во вашата кујна. Ако на списокот има повеќе плусови, здрава храна, отколку минуси, нездрава храна, тогаш честитам. Вие се грижите за вашето здравје. Доколку е обратно, време е да го смените начинот на исхрана. Исхраната треба да содржи материи кои се неопходни за вашиот организам, а не да го оптоварува или загадува. Можеби има хранливи материи и во нездравата храна, но знајте дека нивното варење представува тежок процес за вашиот организам, што доведува до загадување и замор на органите за варење. Затоа, исфрлете ги сите продукти од вашата кујна кои го загадуваат вашиот организам и заменете ги со здрави продукти. Но пред да набавите продукти за правилна исхрана, треба да направите уште нешто, а тоа е исчистете се од токсините. Второ, исчистете се од отровите. На почетокот нема да е толку лесно, но со упорност и решителност секако дека ќе можете да ги смените лошите навики со здрави. Верувајте дека ќе ви се исплати трудот. Доволно долго си го труевте организмот. Знаете ли дека кога ја конзумирате храната, вие ги акумулирате и информациите кои ги содржи таа и почнувате да станувате зависни од неа. Во зависност од информативното поле на храната, вие градите во вашиот организам тврдина од отрови или палата на здравјето и животна енергија. Затоа, пред да ја замените неправилната исхрана со правилна, неопходно е да го подготвите вашето тело за таквата промена, затоа што во вашиот организам се уште има остатоци од таа храна која ќе продолжи да ве труе, ако само ја потрупате со здрава храна. Пред да почнете со правилна исхрана, најпрво исчистете го организмот од сите отрови кои се насобрале од неправилната исхрана. Мој предлог е да го пробате методот за прочистување на Кацуџо Ниши, прочистување со ориз. Одберете ориз со долгнавести жолтеникави зрна, интегрален. Одвечер, ден пред да започнете со прочистувањето, земете една чаша ориз, отстранете ги нечистотиите и прелејте го со вода. Оставете го да се натопува во текот на ноќта. Утрото, истурете ја водата, на киснатиот ориз ставете го во тенџере, прелијте го со 2 чаши вода и варете го се додека делумно ја снема водата. Потоа измијте го оризот од скробот. Поделете го во 4 порции и јадете ги во текот на денот во 4 еднакви временски интервали. Оризот треба да се јаде полека и многу добро да се изџвака. 20 минути пред конзумирање на оризот, треба да испиете чаша зелен чај со една лажичка јаболков оцет и малку морска сол. Ништо друго не треба да се пие, ниту да се јаде во текот на денот. Вечерта, повторно потопете чаша ориз и оставете го да кисне преку ноќ. Повторете ја постапката од претходниот ден, со таа разлика што можете да изедете и малку варено цвекло или неколку свежи јаболка. Направете пауза 3-4 дена, а потоа повторете ја дводневната процедура на чистење и повторно пауза 3-4 дена. Така правете цел месец. Па направете пауза од 1 месец, а потоа повторно продолжувате по истиот распоред. Во текот на чистењето и во време на паузата, постојано пиете по 1 чаша зелен чај во текот на денот. Оризот на најдобар начин ги впива отровите и штетните материи од организмот. Исто така, вашиот организам може да го прочистувате и преку постот, кој обично се прави од верски причини од кои има придобивки и телото и духот. Користете свеж зеленчук и овошје, затоа што се полни со витамини и минерали. Доколку се храните вака,
Вашиот имунитет секогаш ќе биде на високо ниво, спремно да се одбрани од секоја болест. Доколку не сте почувствувале разликата меѓу здравата и брзата храна, време е да го направите тоа. Денес, променете ја вашата исхрана, почнувајќи со прашањето: како да се хранам здраво? Наутро, напијте се 1 до 2 чаши чиста вода. Изедете овошје или напијте се овошен сок, а по час-два јадете житарки. Околу 30-40 минути пред ручек – овошје. На ручек – салата комбинирана со протеинска храна, риба, месо, сирење, а навечер нешто лесно, по желба и во мала количина. Не заборавајте го златното правило – не јадете 3 часа пред легнување. Исто така покрај исхраната треба да се води ред и за одморот. Секоја вечер треба да легнувате во одредено време и да спиете 7-8 часа за телото да акумулира енергија. Трето, набавете здрава храна. Откако го исчистивте вашето тело од токсините, време е да обезбедите здрава храна. Храна која има животна енергија, неопходна за функционирање на вашиот организам. Слушајте го вашето тело, немојте да и го вртите грбот на природата. Таа знае што ви треба. Кажете им не на продуктите кои немаат ниту грам витална енергија, ниту пак помагаат во регенерацијата на вашите клетки. Тоа е храна која штетно влијае на вашето здравје. Мастите од животинско потекло, белиот рафиниран шеќер, рафинираното масло, солта во која нема јод, лебот и печивата од бело брашно, алкохолот, цигарите, конзервираната храна, сувомеснатите производи, газираните пијалаци. Сето ова заменете го со свежо сезонско овошје и зеленчук, јаткасти плодови, ореви, лешници, бадеми, семки од тиква, сончоглед, пченични николци, мед, житарки, суво овошје, со еден збор необработена природна храна, без конзерванси и хемикалии. Уште денес набавете го она што го сакате. Житарките може да ги потопите со ладна или млака вода и да ги конзумирате во следните 72 часа, со што ќе ги задржат ензимите. Може да потопите семе од лен, тиква, сончоглед, овес, суво грозје, ореви, бадеми, а потоа да ги потопите со млеко, јогурт и заблажите со мед. Секогаш купувајте го она што го нуди природата во периодот од сезоната. Не лажете се да купувате домати во зима. Тоа не е плод на природниот закон и во него нема ништо природно. Нема акумулирано сончева енергија, туку тој плод поминал низ процес на насилно зрење. Затоа, определете се за тоа што е во согласност со природата, бидејќи и човекот е дел од неа. Направете собствена 7-дневна диета и јадете здраво. Полнењето на ладилникот со правилните намирници е најважно за применувањето на здрава исхрана, но секој од нас би сакал да има мени кое не е еднолично и досадно. Понесени од оваа желба на секој човек, експертите за исхрана ја промовирале идејата за тоа како да си направите ваша 7-дневна диета, која притоа ќе биде и вкусна и здрава. Така научници од САД направиле пирамида на здравата исхрана, наречена My Plate или Моја чинија. Помеѓу останатото, во проектот се посочува и дека половина од вашата чинија треба да е исполнета со овошје и зеленчук, а по 1/4 да се житарките и протеините, но со нагласување на советот дека истите треба постојано да се менуваат. Млекото исто така треба да биде составен дел од оброкот. За стандардната диета од 2000 калории се препорачуваат 2 шолји овошје, 2,5 шолји зеленчук, 170 грама житарици, 156 грама протеини и 3 шолји кафе. Експертите тврдат дека со овој начин на исхрана, витката линија и здравиот организам се загарантирани. Четврто. Комбинирајте правилно. Што мислите, која е причината за правилно комбинирање на храната? Едноставно за да не ја трошиме залудно енергијата. Секоја човечка активност бара енергија, но знаете ли која активност ја троши најмногу? Тоа е варењето на храната. Одредени комбинации на храна може да се сварат со помалку енергија
и се поделотворни отколку комбинациите кои само ја одземаат енергијата и бесполезно го трујат организмот. И тука можеме да научиме нешто од природата, односно од природата на животните. Погледнете го нивниот режим на исхрана, едноличен и на одредено време. А човекот што прави? Јаде разновидна храна и тоа истовремено меша масти, протеини, јаглени хидрати, алкохоли и шеќери. Наместо да се свари, таквата храна за која е потребно поголемо количество енергија, таа ќе изгние во желудникот или ќе ферментира. Ако пак храната се комбинира правилно, организмот целосно ја разградува, ја абсорбира и искористува. За правилно да се комбинира храната, потребно е да се јаде една концентрирана храна за еден оброк, а не 2-3. Концентрирана храна е онаа што содржи минимално количество вода: месо, ориз, сирење, леб, компир. Оваа храна може да се комбинира само со онаа која содржи големо количество вода, а тоа е зеленчукот, свеж или кратко обарен. Никој не ве спречува да јадете што сакате, само правете правилни комбинации. При правилно комбинирање нема да ја загубите енергијата и да се чувствувате поспано, тромо, надуено, напротив ќе имате зголемена енергија. Запомнете дека не треба да јадете истовремено два различни протеина: месо, јајца, млечни производи или ореви. Сакате печен компир? Јадете го, но не со месо, затоа што скробот и протеините бараат различни ензими на варење. Компирот комбинирајте го со зеленчук, тиквички, прокељ или салата. Резултатите од правилното комбинирање ќе ги забележите веднаш. Ќе ви се подобри расположението, нема да чувствувате замор и тежина после оброкот. Ќе спиете мирно, ќе имате нормален апетит, ќе бидете со бистар ум. Замислете, ова го практикувал Хенри Форд уште во 1928 година во стручното училиште, кој го основал за да образува млади момчиња, кадри за електротехника, автоматизација и други занимања. Покрај школувањето кое им го овозможувал и го финансирал, од учениците барал да се придржуваат на неговата теорија за комбинирање храна, а се со цел да работат со рацете, а да мислат со главите. Тој не сакал да ги храни со лошо комбинирани оброци затоа што би немале енергија за работа. Превземено од староамериканскиот живот од Дейвид Д. Луис. 5. Гответе и не мачете ја храната. Свежата храна содржи најмногу хранливи материи и ферменти, кои човековиот организам лесно ги вари. Сготвената храна е лишена од ферменти, а воедно ги уништува витамините и минералите. Од тие причини, кога ја готвите храната, треба да внимавате да не ја мачите, туку да ја подготвувате така да ги зачува своите хранливи состојки. Гответе на тивок оган, во емајлирани или керамички садови. Внимавајте на составот на садовите, некои ослободуваат токсични материи. Ако веќе подготвувате оброк, за кој е потребна термичка обработка, одберете варење, а не пржење или печење. Ставете ја храната во сад со капак и варете ја со минимум масло или вода. Нека го користи сопствениот сок, или пак на дното ставете зеленчук, домати, кромит. Маслото нека биде ладно цедено, а не рафинирано. Тогаш храната ќе ја зачува својата сочност и квалитет. А доколку варењето трае само колку да омекне, знаете дека ќе го зачува својот биолошки квалитет. Ако пак сакате пржена храна, која не се препорачува често да се користи, најдобро е да ја ставите на загреано масло, да додадете малку вода и да ја поклопите. Доколку сакате да печете, ставете ја храната во претходно загреана фурна и не прегорувајте ја. Избегнувајте го колку што можете печењето на скара. При варење во поголемо количество вода, ставете ја храната откако водата ќе зоврие. Трудете се да не ја преварувате храната, а водата во која се варела не фрлајте ја, бидејќи при процесот на варење голем дел од хранливите состојки преминале во водата. Верувам дека веќе ги знаете методите на подготвување храна, но на вас останува да одлучите и да го изберете кој метод ќе го користите. Запомнете, сготвената храна
треба да се конзумира веднаш после готвењето, а не после неколку часа или следниот ден. Колку подолго стои, толку повеќе губи од корисните состојки, витамини, минерали. Никогаш не подгревајте ја претходно сготвената храна. Тоа е храна без хранливи состојки, празна храна. 6. Научете да јадете. Дали некогаш сте се запрашале како јадете? Во каква состојба сте, психичка или физичка, колку време посветувате на еден оброк? Веќе се одлучивте да имате правилна исхрана, а со тоа треба да внимавате на самиот чин на внесување храна во вашиот организам. Тоа е исто толку важно, колку и подготвувањето на храната. Смирете се, опуштете се, па дури после земете го вашиот оброк. Заблагодарете и се на храната која ви дава животна енергија. Знаете дека варењето на храната започнува во устата. Затоа, таа треба убаво да се изџвака, да се натопи со плунка која содржи ензими пред да се голтне. Уживајте во секој залак и џвакајте што подолго, најмалку 30 до 50 пати. Никогаш не јадете на брзина и не голтајте цели парчиња, никој не ве брка. Добрата храна тогаш станува уште повкусна. Потрудете се да го почувствувате тоа. Друго важно правило: не јадете додека храната е се уште врела. Така им се наштетува на хранопроводот, а плунковите жлезди не ја вршат нормалната функција. Исто е и со ладната храна која им штети на забите, а и на процесот на варење. Секој оброк започнете го со свежо овошје, бидејќи овошните шеќери полесно се варат на почетокот на јадењето. Ако не чувствувате глад, не јадете само затоа што е време за ручек. После овошјето, јадете свеж зеленчук, салата, а дури потоа готвена храна, секако подготвена на здрав начин. Додека јадете, немојте да пиете вода затоа што ги разблажувате желудочните сокови, кои ја разложуваат храната. Со самото тоа го пореметувате правилното варење на храната. Не прејадувајте се. Станете од масата уште пред да бидете сити, бидејќи чувството на ситост не доаѓа веднаш, туку после 20 до 30 минути. Има една стара мудра поговорка: ако се тргнеш од масата чувствувајќи се сит, значи си се прејал. Ако се тргнеш чувствувајќи се прејаден, значи дека си се отрул. Токму така. Штом внесеното количество храна ги премине потребите на организмот, тоа станува вистински отров за него. За време на оброкот, не гледајте телевизија, не читајте. Целото внимание нека ви биде насочено кон храната. Доколку немате апетит, помогнете им на вашите органи за варење да се одморат и ревитализираат. Дајте им доволно кислород. Направете прошетка во природа. Понекогаш можете да паузирате со внесување храна, например во текот на еден ден. Само тогаш ќе треба да внесете поголемо количество вода. На тој начин, не само што ќе ги одморите органите за варење, туку и ќе ги отстраните отровите од организмот. Напомена, и не заборавајте, со смирен ум и благодарност кон храната, седнете и уживајте во секој залак. Не јадете додека сте под стрес. Всушност, секој забележал дека при голем стрес и телото не ја прима храната. 7. Пиете вода. Пред да објаснам зошто е важно да пиете вода, размислете колку вода внесувате во текот на денот. Водата е многу важен фактор за вашето здравје. Ако 80% сте вода, толков процент треба да внесувате дневно. Водата ја чисти крвта од сите отрови. Телото ви испраќа сигнали кога има недостаток од вода, манифестирајќи го тоа како главоболка или варирање на крвниот притисок, дебелината, а вие треба само да ги следите и да знаете да ги протолкувате. Дали знаете дека повеќето тибетанци го започнуваат денот со испивање чаша жешка вода? Обична вода без никакви додатоци. Тоа го прават со векови, без оглед дали се болни или здрави. Докажано е дека чаша жешка вода, испиена на празен стомак, придонесува за правилна и подобра работа на органите за варење во текот на целиот ден. Покрај тоа што пиете вода, вие треба да внесувате вода и преку храната. Всушност,
да користите храна која содржи големо количество вода, а тоа се овошјето и зеленчукот. Оваа вода ги пренесува потребните хранливи состојки во цревата, а тоа е она што му е потребно на организмот. Ке прашате која вода да ја пиете? Од чешма, вода од амбалажа или пак дестилирана? Има многу поделени мислења, но сепак човекот е дел од природата. И затоа најдобро е да се пие вода од чешма. Се разбира ако не е загадена со хемиски материи и тешки метали. Најчесто таа вода е хлорирана. Хлорот ги убива бактериите и затоа, пред да ја пиете, наполнете ја во шишиња и оставете ја отворена извесно време да отстои, за да испари хлорот. Дневните потреби на човековиот организам за вода е 1,5 до 2 литри. Препорачливо е водата да се пие во неколку временски интервали, а најдобро е една чаша да се испие половина час пред и 2 часа после оброкот. Редовното и доволното пиење вода е превентива против сите болести. Затоа, пиете вода. Индискиот духовен лекар Свами Рамачарака во својата книга Вода и здравје вели: свежата вода содржи многу поголемо количество животна енергија, прана, отколку од стоената вода. Водата за пиење, која се држи во канистри, цистерни, садови и шишиња, состоењето губи од својата енергија. Провриената вода е безживотна, а дестилираната вода исто така губи одредено количество од својот живот при процесот на дестилација. Изгубената животна енергија, водата може да ја надомести при проаѓање низ воздух, односно со неколкукратно прелевање од една чаша во друга. На тој начин, таа впива и се заситува со кислородот од воздухот. Практикувајте ја оваа метода на енергизирање на водата. И при пиење ќе забележите голема разлика во нејзиниот квалитет. Оваа квалитетна вода ќе ве наполни со енергија и ќе ви донесе одлично здравје. Пиете вода. Телото е жедно за вода. Прочитајте ја книгата Телото е жедно за вода. Ферейдон, Батман, Гелид. Кога вдишувам, јас го смирувам своето тело. Кога издишувам, се насмевнувам. Живеејќи во сегашниот момент, свесен сум дека тоа е прекрасен момент. Тич Нат Кан. Дишење. Патот по кој доаѓа здравјето. Придвижување на воздухот внатре во телото и обратно го представува човековото дишење. Придвижувањето на воздухот е придвижување на животната енергија. Целосно, квалитетно дишење е дишењето што се одвива не само во дишните патишта и во белите дробови, туку во целото тело, во секоја клетка. Ако во некои места од организмот нема животна енергија, таму се создава застој на енергијата и во тој дел настанува болест. Доколку дишеме неправилно, белите дробови не успеваат да ја извршат својата задача, да носат кислород и животна енергија до секоја клетка на организмот. Вака пишува Кацуџо Ниши во својата книга Лекување со дишење. Според системот на Ниши, најдобро може да научиме што значи да се дише правилно, а што неправилно. Овде ќе дадеме краток осврт на тоа, а за подетално ви препорачувам да ја прочитате неговата книга. Прво, наблюдувајте како дишете. Според древната филозофија, на секој човек му е дадена само определена количина на дишење во животот. Затоа, оној што дише брзо и алчно, многу бргу ќе ги исцрпи своите резерви за дишење и умира порано отколку што треба. Оној што живее мирно и што дише бавно, на тој начин ги заштедува резервите на своето дишење и живее подолго. Запрашајте се какво е вашето дишење. Испрекинато, немирно, напнато, нехармонично, брзо, кратко или пак слободно, спокојно, тивко и незабележливо. Ако се земе во обзир фактот дека дишењето е придвижување на животната сила, тогаш, наблюдувајќи го своето дишење, вие ќе откриете дали внесувате доволно животна сила, енергија или не. Со свесното наблюдување на дишењето, вие ќе откриете
како врз вашата животна енергија влијаат одредени штетни енергии. Кога се најдов во предсмртна состојба, во целост сватив што значи за мене секое следно вдишување. До тој миг, толку небитно ми беше тоа што сум дишал цели 33 години. Ниче Македон. Правилно да се дише. Значи да се дише така што белите дробови целосно да се исполнат со воздух. Организмот да ја добие максималната неопходна количина на кислород, ткивото и секоја клетка целосно да го прими кислородот. Токму така дишат и новороденчињата. Тоа е природното дишење. Но луѓето во текот на растењето целосно се одвикнуваат од правилното дишење и воопшто не знаат како да дишат. Второ, откријте ги бариерите. Секое ваше вдишување треба да биде енергетско, но дали е? Дали е тоа проток на животна енергија или само бесполезно вовлекување воздух? Што мислите? Што е тоа што ве попречува да ја вдишите животната енергија? Обкружени сте со свет кој е жив и дише. Во него се движи животната енергија. Таа е здрава, хармонична и исцелувачка. Но освен неа, во светот постои уште една нездрава, негативна енергија. Таа енергија човекот сам ја создава внатре во себе. Таа енергија ја потиснува животната енергија, не дозволувајќи да се соедини со онаа на светот. Нејзините манифестации и појави се стравот, гневот, омразата, тагата и жалоста, немирот и неспокојството, потиштеноста, грижата, неприродната радост. Гневот ја заматува животната енергија на организмот, ја подига на врвот и ја истура. Од тоа најмногу страда црниот дроб. Стравот ја спушта животната сила и енергија, а со самото нејзино губење се оштетуваат бубрезите и цревата. Тагата и жалоста ја развејуваат и брзо ја трошат животната енергија и ги опустошуваат белите дробови, жолчката и секако волјата. Немирот и неспокојството целосно го опустошуваат организмот и тоа преку крвта. Потиштеноста го запира движењето на животната енергија, а тогаш страдаат желудникот и слезината. Неприродната радост го забавува енергетското движење во областа на срцето. Тоа се само некои од бариерите кои ја попречуваат вашата животна сила. Време е да ги отстраните. Трето, отстранете ги бариерите. Откривте кои се бариерите што ве одделуваат од хармоничниот и мирен свет, а свесни сте и за нивното деструктивно, па дури и разорно влијание врз вашето здравје. Што ви преостанува? Да се потрудите да ги отстраните. Но како? Потрудете се да го научите енергетското дишење. Само на тој начин ќе си ја вратите животната енергија. Енергетското дишење ќе ви ги открие исцелувачките сили во вас. Така, внесувајќи ја животната енергија, вие ќе ги отстраните сите препреки. Целосното квалитетно дишење се одвива во целото тело, во секоја клетка. За да научите правилно да дишете, треба свесно да го контролирате процесот на дишење. За да научиме правилно да дишеме, вели Ниши, ние мораме да го земеме под свесна контрола процесот на дишење. Ако научиме да го контролираме дишењето, ние во свој раце ја превземаме контролата над животната енергија на својот организам, а тоа значи и над своето здравје. Правилното дишење е слободно, спокојно и незабележливо. Не бара никаков напор, а на организмот му носи голема количина на енергија. Со правилното дишење се случува бавна и исцелувачка масажа на сите внатрешни органи, а посебно на стомачните. Секој орган и секоја клетка почнуваат да пливаат во кислород, да дишат, да живеат, да се исполнуваат со животна енергија. Оживувачката енергија ја потиснува болеста, која најчесто се јавува и од недостиг на енергија. Четврто, анализирајте со што дишете. Да, вие дишете, но сега ќе научите правилно да дишете со така нареченото енергетско дишење. Процесот на дишење во кое учествува целото тело, тоа е многу моќно и активно.
Поголемиот број од луѓето не дишат со целото тело. Постои така наречено горно дишење, средно дишење и долно дишење, кои поединечно, самите по себе не се целосно совршени. Во горното дишење учествува само горниот дел од градниот кош. При таквото дишење се подигаат само клучната коска и рамената, а диафрагмата се придвижува сосема малку. Со ваквото дишење во белите дробови навлегува сосема мало количество воздух. Тоа е најлошиот начин на дишење. Се троши многу енергија, а не се добива ништо. Средното дишење ги активира ребрата, се шират градите, но останатите делови од телото се неактивни, што значи ова дишење е малку подобро од горното, но не е доволно. Долното дишење го активира и градниот кош и стомачната празнина. Притоа диафрагмата, белите дробови и градниот кош добиваат многу повеќе животна енергија во однос на горното и средното дишење, но и тоа не е совршено. 5. Вежбајте го дишењето. За да го усвоите идеалното дишење, треба да го вежбате долното, стомачното дишење, бидејќи тоа е најблиску до идеалното. Почетната положба е да легнете на грб, на тврда подлога. Едната рака ставете ја на градите, а другата на стомакот. Истиснете го воздухот од белите дробови, а стомакот вовлечете го како да сакате со него да го допрете рбетот. Колку подлабоко го вовлечете, толку подобро. Раката на стомакот треба да го чувствува движењето, а раката на градниот кош треба да внимава тој да остане неподвижен. Кога го вовлекувате стомакот навнатре, вие ја поттикнувате диафрагмата на движење, а таа ги притиска белите дробови и помага од нив да се потисне воздухот. Издишувајќи го сиот воздух од белите дробови, вдишете и внимавајте носот да не работи како пумпа, туку вдишете лесно, нечујно. При вдишувањето, градниот кош треба да биде мирен, а стомакот активен, и раката која е врз него да го чувствува движењето и подигнувањето на стомакот. Придвижувањето на стомакот треба да биде лесно, нежно, без напор, а градниот кош да мирува. Ке почувствувате дека при секое вдишување во вашиот организам, без напор и волја, влегува многу повеќе воздух отколку што сте навикнале вообичаено да вдишувате. Практикувајте ја оваа вежба секојдневно, се додека таквиот начин на дишење не ви стане навика. Тоа ќе ви помогне за полесно да можете да преминете на совршеното енергетско дишење. Овозможете и на животната енергија да се влива и да протекува низ вас. 6. Усовршете го дишењето. Со претходната вежба го научивте долното дишење и поттикнувањето на енергетските потоци во вашиот организам. Но, за да бидат уште поактивни и поинтензивни, ќе ви помогне следната вежба. Почетната положба може да биде или седечка или стоечка, така што рбетот да биде исправен. Концентрирајте се на пределот од стомакот, непосредно под папокот. Замислете дека таму има моќен извор на енергија, како некаков рефлектор кој блеска со силен сноп светлина. Тој зрак, вие во мислите можете да го насочувате каде сакате. Почнете со вдишувањето. Замислете дека рефлекторот сте го свртеле кон внатрешноста на стомакот и со тој зрак гаѓате директно во пределот на половината. Блескаво жолтата светлина од зракот се разлева во стомакот, пониско од половината се спушта низ рбетот до неговиот крај. Така замислувајте ја енергијата која влегува при вдишувањето. Неопходно е да чувствувате дека долниот дел од стомакот ви е преплавен со кислород и енергија. При стомачното вдишување задржете го воздухот неколку секунди. Издишувајте многу бавно. Стомакот вовлекувајте го, а градниот кош нека биде неподвижен. За време на издишувањето, замислете дека рефлекторот повторно сте го свртеле кон внатрешноста на стомакот. Вежбајте го ова вдишување и издишување, бидејќи е моќно и брзо го исполнува целото тело со енергија. Но се додека не го усовршите долното дишење, не преминувајте на усвојување на идеалното дишење. 7. Научете идеално да дишете.
Практикувајќи ги вежбите, ќе забележите дека веќе не размислувате за дишењето, долното дишење, и дека дишете без постојана контрола на свеста. Сега сте подготвени за усвојување на идеалното енергетско дишење. Најдобро е оваа вежба да се изведува во стоечка положба. Застанете исправено. Рбетот мора да биде исправен. Вдишете мирно и бавно. Воздухот треба да влегува слободно и природно. Потрудете се воздухот да протече во долниот дел од белите дробови, што поблиску до диафрагмата, внимавајќи како таа се спушта, исто како да ослободува место за воздухот, ја притиска стомачната празнина. Потоа, насочете го воздухот кон средниот дел од белите дробови, чувствувајќи како додека стомакот е подаден нанапред, тој воздух ги поттикнува да се шират долните ребра, а потоа и средниот дел од градниот кош. Сега, насочете го воздухот во горниот дел од белите дробови, следејќи како притоа се шири врвот од градите и како се разделуваат горните ребра. За да може воздухот да дојде до горниот дел од белите дробови, кога ќе завршите со вдишувањето, вовлечете го долниот дел од стомакот внатре, за да се подигне диафрагмата, која пак го притиска градниот кош од оздола и го принудува воздухот да се пробие до врвот на белите дробови. Вдишувајте и следете дека тоа не се состои од три одделни движења, туку се произведува едно брановидно движење на сите делови од телото кои учествуваат во него, од вовлечениот стомак, од делувањето на ребрата, градите, кон притискање на стомакот и максимално ширење на горниот дел од градите. Вдишувањето нека биде течно и бавно, без потреси и без прекини. Вдишете и задржете го воздухот неколку секунди. Сега почнете бавно да издишувате. На почетокот на издишувањето, градите нека бидат исправени, а стомакот што сте го вовлекле нека почне пополека да се опушта и да се шири. Како издишувате, така стомакот се придвижува напред, а градите остануваат расширени. На крајот од издишувањето, намалете го напрегањето на градите, па на крајот опуштете го и стомакот. Сите делови од телото се во својата природна позиција, без вовлекување или подавање. Практикувајте ја оваа вежба и овој начин на дишење ќе ви стане навика. Со овој начин на дишење го ставате во функција и движењето на целиот дишен апарат. Ги исполнувате со кислород и со животна енергија и најоддалечените клетки во организмот. Крвта, збогатена со кислород, почнува да носи многу повеќе енергија до сите органи и ткива. Кога ќе го усвоите идеалното дишење, нема да сакате да му се вратите на првичниот начин на дишење. Идеалното дишење е исцелувачко и подмладувачко, преовладуваат творечките процеси над уништувачките. Со овој начин на дишење, вие го отстранувате застојот на енергија, му подарувате живот на своето тело. Се додека правилно дишете, ќе нема препреки за распространување на животната енергија, за незиниот природен проток и вашето телесно здравје. Со посебна благодарност до човекот, хуманистот, учителот, подучувачот, практикантот, со еден збор универзалецот Ѓорги Гого Стоилков, кој даде свој придонес во практичниот дел на овој прирачник, како еден сосема мал извадок од неговите драгоцени трудови. Од обемниот материјал, кој ни го довери и одобри да го објавиме, го издвојуваме делот за практичните вежби за дишење, како најкорисен за слушателите. Па применете ги. Вежби. Секојдневниот ритам на животот предизвикува стрес и затоа најпрво неопходно е да се ослободиме од напнатоста која ја носиме. Ние, како балон се дуеме, и ако не се ослободиме од потиснувањето и напнатоста, се појавува болест. Позицијата во која се работат сите вежби може да биде седечка или легната. Битно е рбетот да е во една рамнина со главата, за да не се кочи енергијата. Вежба 1. Ослободување од напнатоста. Вдишувај сосема полека, рамномерно и длабоко додека не се исполниш со воздух. При тоа, следи го дишењето. Кога ќе дојдеш во највисоката точка, задржи го дишењето неколку секунди од 2 до онолку колку ти е пријатно.
После тоа, сосема полека, рамномерно издишувај, додека не дојдеш до најниската точка на дишењето и задржи го малку дишењето. Обично после издишувањето, помала е паузата без дишење. После некое време на вдишување, замисли дека вдишуваш мир, а кога издишуваш, издиши го немирот во тебе. Комбинации на вдишување и издишување може да бидат повеќе, како светлина, темнина, здравје, болест, радост, тага. Вежба 2. Еманирање на сопството. Откако со првата вежба ќе се смириме и откако ќе ги исчистиме сите наталожени несакани нешта, поминуваме на втората вежба. Вдиши сосема полека, рамномерно и длабоко љубов, исто како и во првата вежба. Но овој пат, кога издишуваш, замисли како од тебе шириш или оддаваш љубов која се повеќе се шири и опфаќа. На овој начин може да се шири љубов, свест, прифаќање, простување и сето она кое имаш да му го пренесеш на светот околу тебе и пошироко. Вежба 3. Вибрирање на словото. Земи длабоко воздух и низ устата вибрираја буквата А се додека имаш воздух. Откако ќе издишиш, повторно земи длабоко воздух и продолжи со истата буква. Висината на тонот со кој вибрираш е произволна. Поточно она која самата ќе произлезе од тебе и не мора да е секогаш, па дури ни во една единечна вежба иста. Ова работи го 3 до 5 минути. Потоа вибрирај ги буквите или гласовите Е, И, О, У, М и Ом, исто така по 3 до 5 минути. Препорака. Од книгата Најголемата вистинска тајна на светот, на авторот Ниче Димовски, прочитајте го насловот Физичката страна на Богочовекот.